Еве денес на ова место на Балаклија го празнуваме празникот на Света Богородица, Балаклија. Има долго минато тоа, односно во Балаклија кај Цариград се наоѓал величествен храм посветен на Пресветата Богородица, наречен храм на живоносниот или живоприемниот источник. И на денешен ден, на Светол петок, овде кај нас некои од луѓето го нарекуваат и Црн петок, да објасниме дека тоа е Светол петок, се празнува неговиот празник и со побожна света богослужба се прославува денешниот ден. Во тој храм кај Цариград имал извор чија што вода според благословот на Пресвета Богородица е чудотворна. Како бил откриен тој извор и како бил подигнат храмот, на тоа место имало мала гора со високи дрвја. Местото било посветено на Богородица и на средината на тоа место имало чудотворен извор. Со текот на времето обраснале дрвјата и се собирало многу тиња и таа тиња и пречела на водата. Еднаш таму се шетал еден војник по име Лав. Тој сретнал еден слеп човек кој што сакал да се напие вода. Добил глас дека во близина имало вода. Слепиот, бидејќи бил изморен и истоштен, Лав му е исполнил желбата и самиот почнал да го обиколува мочуриштето, за да најде чиста вода за слепиот. Кога го слушнал гласот кој што му кажува, Лав бил исплашен, но сепак продолжува да го разгледува местото за да најде вода, но не ја открил водата веднаш. Бил натажен, повторно чул глас. Гласот му рекол: "Лаве цару, влези во таа густа, сенчеста гора, земи од водата што ќе ја најдеш таму и дај му на жедниот, а тиња од изворот стави му на очите." Тој тоа го и направил и слепиот прогледал. Лав потоа станува император, станува цар, благодарение на неговата вера во Бога што поверува во тоа. После некое време, во 1863 мислам дека било, кога веќе потпаѓа таа област под мухамеданците, на тоа место имаат направено и муслимански гробишта, но христијаните, сакајќи да го обноват тоа место, се замолуваат кај портата за дозвола и на тоа место изградуваат величествен храм. Овде, кај нас во Делчево, овој храм постои од многу поодамна. Целиот беше возобновен во 2000 година, беше целиот комплекс реновиран од тогашниот премиер Липчо Ѓорѓевски. Инаку од дамнина овде луѓето се собирале. Овде кога додека ручекот не бил раздаден, немало ниту песна, немало ниту веселба, додека сите богослужби не завршиле, а сите тие активности што во тоа време нашите луѓето ги имале, локалните кои што самите биле и гајдаджи, самите биле и музичари и песнопејци, значи тоа не го правеле овде во дворот и искажувале големата почит кон ова место уште од тоа време, уште од пред 100 години, така да кажем, туку оделе горе на влезот на ова место. Ние свештениците овде секоја година служиме света литургија. Овде се собира многоброен народ, секој пат со почит кон ова место. Се надевам дека така и ќе остане да биде. Светата Богородица нека им дарува и нека ги излечи сите луѓе. Нека биде за здрави и за спасени на сите православни христијани, на сите кои што го посетиле ова место, на сите кои што присегнуваат кон неа во нивните молитви. Нека биде честит празникот. Да се здрави жени. Како иде? Денеска е убаво времето? Убаво време, убав народ. И така, убаво манџа ќе ручаме с Господ заедно. Од кога паметите дека тука има традиција за... А јас за тие помладите сам староседелец, може некој да се смејам, јас сам од 65-та тука. Од 65-та сам тука и да не речу сека година доода, ама 20 години сигурно доода. 20 години сигурно доода. И убаво е бендисуваме се, тука не е дошел никој ни за едење, ни за пиење, чисто така да се излијат народно малко, да се прошетаат, да се извидат, па и да апнат тука на манастирчето. Што воли веќе веќе? Околу 4 веќе види. Што годинава имаме тука за гостите? Што подготвите? Јаниша дава поклон на дар на манастиру и тоа го приготвува куварките тука. Манџата Колку котли има година? 11 котли, а са 9-10 јагништа. И после донеса 2-11 јагништа. Току колку котли, толку јагништа. Паметите ли колку години тука народ се збира на ова место? А слушај, јас сум 80 години, мајка има селото горе, там, ама беше стариот манастир. Маленко беше манастирчето. Но сега
тука не приодеа свето. Градските тие што беа старите, долека е чешмата, само таму ни това го отвеше. Ние там поридо младите и децата. Там направеше мајке ми учува горе, прибере се бујкове, тетите, сите заедничко, седнеме ручаме на тој ден. Од полето ми се роднината се тия, од кисели се острна и се собереме на место јадеме. А това не припаднавме ние доле. Последните колку години тука почна да... Јале? Не може луѓето тука да се собираат? Ја ти кажувам, веќе сам одборник 20 години, после сад тука клисар, коджа и нема веќе, а 80 години сам. Веќе немаше да правам. За много години, ајде. Ај жив и здрав да си. Фала ви, посетите. Да. А иначе често ли доаѓате за овој празник? Доаѓаме сека година. И како ви се допаѓа? Добро, супер. Прошетуваме. Што носат домакинките тук, кога дојдат? Се најдат Па погачи носат, мезе, често. погачи, јајца. И това. Како ви се допаѓа на овој ден, сигурно доаѓате често? Секој пат, стално. Од кога се сеќавате дека датира за прв пат? Па, владењето на Лупчо почна даде иницијатива, направија се стази, направија се за народ, се Пати ли сте Владовина? Да. Доаѓате ли често на овој празник? Ја дода први пат. Од каде сте? Од Делчо сме од село или од туку Делчо живееме моментално. Па на онам ти му мисли. И како ви се допаѓа? Има многу луѓе. Одлично, порно не е било. Кој има повеќе пати доаѓање? Од порано. На собор не сме доаѓали, инака сме доаѓали по вода. У црквичката за свеќи да се запалиме за здравје. Значи, ви се допаѓа. Убаво, многу убаво. Благодарим. За многу години празникот звонка. Здрави, живи до година, па да го дочекаме. Е, така. Нека дава секоја година, мари нека дава. Ајде. Така е. И она оди. Попордежели горе. Нема. За много години. Kad ti ko stane, тогава дава, а иначе бута се им дава да го напутлате да се тегати. Кој победи? Ти? Ajde, daj! Dobro je. Želiško pako. Слободно, ја горе во висината.
Много напред, за да